Благодарам председателе, почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани членови на владата, почитувани колеги и граѓани. На оваа седница за поставување на пратенички прашања ќе поставам 3 пратенички прашања, од кои 2 до владата на Република Македонија и 1 до Министерството за труд и социјална политика. Првото прашање ќе го упатам до владата на Република Македонија. Значи, веќе подолг период се најавува отварање на рудникот за бакар Кадиица во општина Пекчево. Запознаени сме дека во текст е некои истражувачки активности и моето прашање ќе биде: дали во догледно време можеме да очекуваме да отпочне со работа рудникот за бакар во општина Пекчево, а во одговорот би сакала да добијам и информација за начинот на кој се планира да се врши експлоатација на бакарот. Бидејќи ако се земе во предвид дека општина Пекчево и Малишевијата важат за еколошки најчисти средини и место кое што во последно време е крајна дестинација на голем број туристи од државата и странство, тоа значи дека треба да се избере метод на експлоатација со кој ќе се зачува и заштити животната средина. Отварањето на овој рудник ќе биде од големо економско значење за општина Пекчево и пошироко, но сакам да апелирам до сите државни надлежни институции максимално да ги спроведуваат законите, се со цел зачувување на животната средина и пред се заштита на граѓаните. Второто прашање ќе го поставам повторно до владата на Република Македонија. Прашањето се однесува на технолошко-индустријската развојна зона Пекчево-Берово. Во 2014 година беше поставен камен темелник на тирзот Берово-Пекчево. Истата е во фаза на изградба, опфаќа 17 хектари земјиште на кои се планирани 8 парцели. Моето прашање е дали владата на Република Македонија до сега има остварено контакти со некои домашни или странски инвеститори за отварање на производствени капацитети во тирзот Берово-Пекчево, каде би се вработиле граѓани од Берово и Пекчево, граѓани од двете општини. Тука сакам да додадам дека во минатото во Малешевијата, поточно во општините Берово и Пекчево, функционирале повеќе типови на производствени капацитети, тогаш вработеноста била голема, имало многу мал број на невработени лица, но во 90-тите години со спроведената лоша приватизација затворени се голем број на фабрики и цели семејства останале без работа. Тоа било и главната причина за иселување на луѓето од овој крај. Денес постоечките производствени капацитети не се во можност да ги вработат сите граѓани од Малешевијата, па затоа дел од нив решаваат да ја напуштат државата или се иселуваат во други поголеми центри во државата. Со отварање на фабрика во Тирзот ќе се даде можност на граѓаните да се вработат и да продолжат да живеат во својот роден крај. Третото прашање ќе го поставам до Министерството за труд и социјална политика. Прашањето се однесува на продажбата на детското одмаралиште и рекреативниот центар крај Беровското езеро во општина Берово. Знаеме дека од страна на Министерството во 2 или 3 наврати објавувани се огласи за нивна продажба, но за жал до денес не се јави никој инвеститор. Бидејќи во склоп на овој комплекс се наоѓаат неколку капацитети, дали постои можност за поделена продажба на објектите? Продажбата на овие објекти ќе биде од големо значење за општината, бидејќи од година во година бројот на туристи се зголемува и се јавува потреба од поголем број на сместувачки капацитети. Благодарам. Благодарам. Првото и второто прашање се упатени до владата Република Македонија, третото до министерот за труд и социјална политика. Поднос на првото прашање одговори судовите председател на владата. Повелете, господин Димитриев. Писмено ќе одговориме на прашање. Поднос на првото прашање писмено. И првото и второто. Поднос на првото и второто прашање упатени се до владата на Република Македонија, судовите писмено. Трето прашање до министерот за труд и социјална политика. Одговори судовите од министер. Повелете. Председателе, почитувана пратеничка, во однос на вашето прашање за продажбата на одмаралиштето во Берово, би сакал да информирам дека не се планира
поделена продажба на објектите или пак секој од објектите посебно да се продават, бидејќи целото одмаралиште представува една целина која што заедно со сите објекти кои што спаѓаат во склоп на одмаралиштето се веќе објавени на јавна продажба со јавно надавање. Јавниот повик трае до утре, до 1.7.2016 година, до 10 часот. Почетната цена е околу 45 милиони денари и секој кој што е заинтересиран може да се јави. Благодарам. Благодарам. Дали претеникот за доволно да одговорат? Има збор господј Секуловски Сани. Благодарам за информацијата од страна на министерот дека во тек е објавен конкурс за продажба на овој комплекс. Идејата, почитуван министер, произлезе од нас за подел на продажба на овие капацитети, бидејќи сметавме дека на тој начин полесно би се изнашол инвеститор или повеќе инвеститори кои што би инвестирале и би ги ставиле во функција овие капацитети кои што се од големо значење за општина Берово и Малешевијата, бидејќи во изминатиот период и во иднина во Малешевијата доаѓаат голем број на туристи и во моментот се соочуваме и со проблем за сместување на истите, значи бројот на туристи е се поголем. Ако дојде до продажба на овој комплекс, ке значи и подобрување на понудата на сите кои што сакаат да престојуваат во нашиот регион. Благодарам.